Со дефиле по улиците на Кочани во саботата Удруженијето на граѓани Јосип Броз Тито заедно со своите колеги од Скопското Сдружение Титови следбеници го одбележаа 29 ноември, денот кога во босанскиот град Јајце во 1943 година беа удрани темелите на Југославија, федеративната држава на 6 републики и 2 автономни покрајни. Накитени со препознатливи предмети и символи на некогашната југословенска заедница, кочанчани и скопјани на ваков начин традиционално го одбележаа еден од најголемите празници за бивша Југославија. Организира прослава со возилата низ градот со знамења од Титова Југославија и со слики на Тито. Тоа и оваа година го направивме, при тоа имаме и гости кои што дојдоа од Скопје да ни се придружат у прославата и да не поздрават и нас и вас. Ако не беше 29 ноември, нема ден денес ќе се викаше Македонија Вардарска бановина. Авној го даде името Македонија и затоа ние сакаме да бидеме благодарни овој грб што го носиме и го обележуваме секоја година и да бидеме среќни што и горди што вакова го правиме сите заеднички. Во моје име и од името на Сдруженијето Јосип Броз Тито, на другарот Панко од Сдруженијето Титови следбеници, пред се сакам да му се заблагодарам за одзивот што дојде како наш гост да ни биде да го прославиме 29 ноември. Членовите на Сдруженијето си разменија благодарници за досегашните реализирани активности на двете здруженија и не заборавија да потсетат, впрочем, како што и секоја година го изјавуваат, дека токму на овој ден Македонија го официјализирала своето име, идентитет и националност.